Поздрав и од ова студио на телевизија 24, како што и напомена во одјавата на Централниот дневник, зборуваме за сметководството. Во студиото на телевизија 24 е Благоја Грозданов, председател на Комората на сметковители. Благодарам на покана. Благодарам што се оdzовте на мојата покана. Неколку дена до крајниот рок за доставување на завршните сметки, односно 28.2. Протест имаше вчера на дел од вашите колеги, сметководителите, оние кои што ги изгубиле лиценците за работа, односно им биле одземени лиценците за работа, меѓутоа ги посети Министерката за финансии, на некој начин даде некакво уверување дека стопанството нема да трпи, све ќе биде во ред, меѓутоа еве да видиме на лице место од Комората кои се заклучоците или кои се следните чекори. Јас имам апсолутно разбирање за колегите кои излегуваа на протест и ние како Комора во претходниот, на почетокот на месецот остваривме средба на токму на оваа тема со Министерката, добивме апсолутно позитивен фидбек и разбирање за бидејќи нели човек од фелата, мислам дека многу придонеса да се разбереме за проблемите со кои се соочуваме и јасно ние сосема нејасно со какви проблеми се соочуваат колегите, бидејќи се направи хаос, непотребно фабрикуван хаос, да речеме, во фелата со одземање на лиценците од страна на институтот во, јас ќе кажам, една тотално нелегитимна постапка надвор од закони и секакви прописи, па и надвор од здрав разум во крајно мислам, не убаво, туку крајно, не лошо, него дури ќе кажам и малициозно избран период кога се спремаат завршни сметки и сосема ни е разбирливо што се јави револ кај колегите, иако над 3000 или 4000 сметководители го изгубија правото да подпишуваат завршни сметки во сред сезона на поднесување на завршните сметки, а се доби уверување од страна на Министерството, како Комора добивме уверување дека се работи на случајот, дека се работи на отстранување на проблемите, имаме целосно доверба во тоа дека ќе успееме, меѓутоа ќе успеат да се отстранат проблемите, меѓутоа апелираме тоа да се направи што е можно побрзо, свесни сме за должината на една нормална законска процедура и се тоа ни е јасно, меѓутоа како што кажавте, сега сме кој 21, 28 е крајниот рок. Веќе гази времето, апелираме сега да се најде решение што побрзо. Може да направи финанси во моментот? Во моментот се бара решение со измена на Законот за вршење сметководствени работи за да се бајпасира проблемот кој се креираше од страна на Институтот на сметководители за да толку брзо би се донело законско решение. Поитна поставка, не бевме уверени дека поитна поставка ќе се донесе, меѓутоа како што кажав, веќе итната поставка малку трае, дури би рекол, би го навел веќе моветите на тоа дека не е на одмет да се размислува и за некој кратко решение, барем годинава да се продолжи, може би рокот некој ден, некоја недела за поднесок на годишните сметки, бидејќи се работи за правна несигурност. Значи, зборуваме за проблем кој се кај колегите, меѓутоа правната несигурност пред се кај обрзниците за водење на сметководство, бидејќи тие биле обслужувани од бројни колеги кои со години се вршеле својата работа, а сега наеднаш пред 10 години ми се чини дека имаше таков момент кога се продолжи рокот за доставување. Дали беа проблеми во системот, дали беше некој друг проблем сега? Повторно за адхок. Така, само за таа година. За таа повторно за нешто. Може да се излезе во пресед заради тоа што мислам дека сепак е вонредна ситуација. Иако ние општо зборуваме многу години назад дека треба да се продолжи рокот за завршни сметки и дека имаме најкраткиот рок. Со многу институции веќе го дискутираме најкраток рок за поднесок во поширок, не само во регионот, можеби во Европа, меѓутоа сега да се фокусираме на конкретниот проблем, значи заради проблемов мислам дека би било оправдано тоа да се направи или да се пушти моветот во јавност. Меѓутоа тоа све е да кажам премостување моментално на проблемот. Јасно. Потребно е понатака системски да се реши, бидејќи мислам дека очигледно дека имаме проблеми со институтот, имаме проблеми со функционирањето, начинот на функционирање на органите внатре, имаме проблем и со Советот за напредување на сметководствена професија кој требаше да врши надзор. Јас ќе искажам моја крайна несигурност дали ја врши таа работа како надзорно тело на Институтот за сметководители, односно дали го контролира како што треба Институтот за вршење за сметководители и овластени сметководители, затоа што еве во изминатиот период ќе потсетам дури имавме и некои акти на Институтот кои беа бутнати од Уставен суд, а немаше никаква реакција од телото кое треба да врши надзор на законитоста на работењето на Институтот, така да имам дилеми, сите имаат, цела јавност и цела сметководствена фела, мислам дека има дилеми дали некој тука си врши работата како што треба и со каква идеја и со каква замисла ги прави, ги фабрикува овие кризи сега како што. Ако никогаш имавте на вашата колешка пред месец дена кога беше тука во соседното студио, забележав дека ако порано имавте проблем со државата, со институциите, со
бавните процедури, со методологијата на работење, сега некако имам чувство дека фелата сама со себе нешто си прави сопки. Ова е Или најголемата трагедија која можеше да се случи, меѓутоа впечатокот го делам и јас, значи го делим и повеќето во комората, наместо институтот да ги реши проблемите, дел од проблемите се кои се чуваме, да речам да биде на браникот на професијата и да не застапува пред институции, јавност и така натака, испадна само проблем плюс. Реалноста е таа, колку и да ми е криво ова што ќе го кажем, колку и да ми е жал. Реалноста е дека наместо во период кога мислам дека не сум само јас, мислам дека поголем дел колеги преска погледнав имав 84 нотификации. Значи во период кога кога сте пребукирани со клиенти, со повици, со финансиско известување, со даночно известување, наместо да добиете штити вие да можете да се фокусирате на тоа, вие добивте плюс проблем. Што ќе прават тие луѓе што сега изгубија лиценца? Никој не е против тоа да има ред во професијата. Апсолутно, знаеме, свесни сме дека има закон, но има начин како тоа се прави. Има постапка со жалба, со можност да се одложи, со јавна опомена, така на. Има момент кога тоа може да се направи. Тој момент сигурно не е во завршни сметки. Може да се почне моето 2-3 месеци пред да се добие опомена пред крајот на годината. Може, ако после 2-3 опомени ништо не се реализира, може и да се реализира забрана времена, како што го крстија тоа, меѓутоа таа нека биде од април. Не може сега ова да се прави. Ова може да предизвика крах на цел економски систем и стопанство, значи го реметите не само финансиското и даночното известување го реметите. Ако 4000 лиценци на колеги ваши се одземени, за колкава бројка на компании станува збор кои што нема да може да поднесат или се во опасност да не поднесат завршна сметка? Еве да речам, просекот нека биде 10 фирми по човек. Еве нека биде просекот. Што е мало? Значи тоа е мало. Штета би било, тоа е огромна штета по стопанството. Сега гледате што ќе прават тие колеги што на пример цела година работеле за конкретен клиент, за кој може би плаќано целата година, сега се договорно обврзани да поднесат годишна сметка, бидејќи годишната сметка е резултат на работењето преку целата година. Што правиме со тој момент? Значи, ова се направи тотално необмислено и тотално, мислам дека и фабрикува криза без потреба. Значи, излегуваме надвор и од она што беше идеја на законодавецот и на законот. Значи, ред, да, но ова е хаос, ова не е ред. И сме против ваков начин на работење, ваков систем на работење, значи мислам дека целосно се коси со идејата на носењето на закона за вршење сметководствени работи и поставувањето на институт како институција која требаше да не заштитува, да не застапува, а не како институција која требаше да врши дополнителна репресија во работењето на сметководителите. Така, колку време се подготвува ударно на завршна сметка што говориме? Бидејќи рековте да се пролонгира колку може рокот. Па вие се зависи сега, има голема разлика дали од компанија до компанија, меѓутоа месец, 2-3 не, зависи за колку не може. Просекот дека не биде некој репрезентативен, нема да биде репрезентативен бидејќи многу варира, меѓутоа сигурно дека на 2-3 недели за да се збориме не само за техничкиот дел подготовката, туку мислам припремата на образците, туку за подготвителниот момент. Рачунајте дека тие колеги овој период не можеле да се концентрираат на тоа што треба да се концентрираат. Туку решавале проблеми кои не постоеле. Да речеме непостоечки проблеми. Значи тука одземано драгоцено време и ќе изгуби сигурно квалитетот на финансиско известување. Што треба да прави колега, да бара некој друг да подпише за него, па како ќе подпише? Па тој работа цела година. Па те тера на криминал буквално за да најдеш некое решение колку да излезеш. Значи би биле можни и такви да се бараат такви дупки во законот. Што да прават? Значи како ќе најдат самите тие луѓе кои се стигнат тоа решение од оваа ситуација? Значи, е крајно незавидно и затоа веламе крајно необмислено, неосмислено, се прави на сила. Препознаваме ароганција во работењето на раководните структури во институтот кои самоволно постапуваат во одредени ситуации, односно во грото од ситуациите, без да ги земат предвид пошироките потреби на фелата. Ако зборуваме за казни, за санкции, што е штетата? Штетата по стопанството може да биде огромно непроценливо и по буџетот и по стопанството. Значи од двете страни, значи збориме за какви суми зборуваме? Не можам да не би сакал паушално да, меѓутоа по фирма сигурно може да имате штета од по 2000 евра, да речеме во случај на неподнесена завршна сметка, лабаво, да кажем. Значи не е нешто што треба да се занемари и е нешто, затоа мислам дека и предизвикавме интерес дополнително, освен тоа што нели министерката е секако од сферата, предизвикавме интерес во министерството и дека се свесни дека проблемов мора да се реши прво краткорочно, а потоа како што кажав системски, макар што
Мене општиот впечаток ми е дека не е толку проблемот во самиот текст на законот, колку во начинот на кој се спроведува од страна на раководните тела во институтот на спреходители, односно и начинот на кој и она што не се спроведува од институтот, да речеме. Кога овие 4000 луѓе ги загубили, им беа одземени Сега лиценците? збориме во последниот месец дена, што е пред непосредно пред завршување. Бидејќи да било претходно ќе речат дека доцна реагирате, тоа е сега. Па тоа е тоа зашто се фактички комората се залагаше и се едносно се буневме, значи мора да имате некоја постапка. Можете да пуштите опомени во септември, пуштите опомени во октомври, тие нека бидат заклучна евиденција некоја месец наназад од тој момент. Општиот став не се значи дека биле опоменати луѓето кои што не си ги завршиле своите. Но тоа глупот. Значи институтот му текна дека имаат мејлови членовите на институтот од кога се тоа излезе во јавност, инаку претходно не знам дали беа свесни дека постои начин на комуникација со мејлови со фелата. Така да тоа е воопшто не беше така и мислам дека може да ви потврдат, би било убаво и да дојде некој со конкретен проблем, односно да добиете фидбеки од тие луѓе, бидејќи ние како комора цело време ги застапуваме интересите на целата фела, иако лично внатре ретко кој од нашите членови се соочува со проблем. Имаме повише проблеми во рамките на нефункционирање на системот, бидејќи знам дека и член на управен одбор кај нас, дури од кај мене во фирма, што мојата сопруга има проблем за потпишување технички карактер со сите услови исполнети. Со сите исполнети за услови исполнети за значи не збориме за земена лиценца, него збориме за неможност за системот за комуникација помеѓу институтот и централен регистар, тоа е тој систем при кој се врши контролата да функционира. Естествено, сите свесни сме за што се работи, би било убаво да може некој од таа страна, некој што конкретно има изгубена лиценца, да каже во какво отсуство на постапка е изгубила лиценцата. Ја знам, имам разговарано, меѓутоа поубаво и лично да може да го пренесе ставот и да видите како таа без основа, односно без позадина направена и без претходна постапка. Што му се кажува на клиентот во ваква ситуација? Не би сакал да сум во ситуација да треба да се каже нешто на клиентот во оваа ситуација, но мислам дека и тие нема да имаат никакво разбирање, бидејќи луѓето си на крајот на денот си платиле за услугата што ја нудите ни вие. Да, претпоставувам сега нормално. Во нормални услови си платиле и не може вие да фактички не дозволувате да доврши колегата работата. Значи, финансиското известување уште еднаш е за претходната година. И деночната, не заборавајте, бидејќи врзани се финансиско и деночно известување, односно, конкретно данок на добивка врзан со резултатот од денот, биланс на успех, така да затоа велам треба пошироката слика да се гледа не само по фелата, и по стопанството и по буџетот. Затоа пред да се прават вакви чекори се многу поубаво се седнува и се размислува и сите стейкхолдери се ставаат на маса, значи во ред. Повторно како комора сме за ред, никако не може без редија да има во фелата, па секогаш сме се залагале да има некаков стандард на работењето, но ова е тотално, ова не е тоа што треба. Колегите ги изгуби или се одземени, да не се изразам погрешно, лиценците, седнати се на заедничка маса со институтот? Мислам дека никој не е на заедничка маса со институт. Во моментот барем јас не сум запознаен дека они комуницираат со некого, ако комуницираат нека пренесат слободно, јас немам таква информација. Пред да башам кој чаре сега ќе се бара или каков притисок ќе се прави на пратениците за да се донесе побрзо решение, кажеме, што би се правело од утре веќе? Јас само можам да апелирам што побрзо да се донесе тоа решение, што побрзо, значи час поскоро, за да се даде малку правна сигурност и на стопанството, и на колегите, дека ќе може да се завршат работата. Како втор чекор ќе предложам, ќе го пласираме во јавност, може и формално да го пласираме, краткорочно да се продолжи рокот за поднесок на годишните сметки, затоа што мислам дека ќе значат тие недела дена плюс. Една недела би била доволно. Недела, две. Чисто да се донесе законското решение, промената на... Јас, ако мене ме прашате, не, но знам дека, значи, ја месец би барал, но... Освен промена или продолжување на рокот, што друго треба да се смени за подобро да функционира оваа дејност? Друго мора во што е на долг рок се залагам. Ова е многу долгорочен мове, значи ова не е нешто што може да се реши туку така и наеднаш, е либерализација на можноста за професионално здружување. Очигледно мислам дека во момент ова е стратешка цел, значи да се разбереме, ова е нешто што може да го гледаме напред и да речеме за 50 години да би го реализирале. Свесен сум за големината на проектот, но мислам дека треба да тргнеме. Зашто толку долго? Затоа што кај нас ништо не иде брзо. Што значи тоа? Значи гледаме дека не функционира ова со еден институт. Видовме, пробавме неколку пати во ред. Од после изгледа премногу изгледа преголема концентрација на моќ во едно тело е лоша идеја. Барем така се покажа
еве во конкретниот случај. Добро. А либерализација на можност за професионално здружување значи дека може да функционираме како вистински да би функционирале како слободна професија, односно да би се организирале онака како во коморни здруженија или институти како ќе крстиме, не е битно, онака како што сакаме, односно да имаме право на избор во кој институт, во која комора би членувале, така што би членувале таму каде што нашите интереси се најдобро застапени. Односно ќе членуваме таму каде што оние што работат се навистина се залагаат за интересите на членовите на тоа тело. Во моментов институтот очигледно не е такво тело, односно повеќе делува како репресивно отколку како некое заштитничко тело. Мојата идеја е институтот да делува нешто во стил како централен регистар каде што само ќе бидеме опишани, Некаква база на податоци. база на податоци да речеме, а самото професионално здружување да функционира на друг начин. Ако ќе повтораме многу долгорочен мовет, но мислам дека поинаку не ни можеме да функционираме, по се изгледа, бидејќи се Треба да се покажа смени времето. свеста кај луѓето, треба да се сменат. Што за Многу работи треба да се сменат. Зашто 5 години пак ве прашувам? Не, нема фаќам за збор, така сакам да Подолг кажам период. Да, не е важно, не сигурен знам дека не може да оди од денес за утре. И ова може би разговор кој треба да се дигне на ниво на сите интелектуални професии кои се на сличен начин. Да, вашата организирани. професија директно удира или е поврзана со сите компании, без сметководство, нели не може да Како се викаме, ние сме да се делниот функционира. систем на така. цела економија, така да имаме фидбек од цело стопанство и даваме фидбек кон државата позади, така да сме корисници на податоци од стопанството и ги преработуваме за државата на основа на која утре се добиваат податоците, така да значењето никако не сме да се потцени, прашањето не сме да се бутне подоздола во нека фјока, туку треба да се разгледува долго, по-стратешки и подолгорочно. Така да уште еднаш ова што сега се случува во собрание моментално би требало да биде моментално премостување на кризата, меѓутоа мора да се размислува и среднорочно, значи во рамки на конкретниот закон што треба да смениме, пак ќе речам мислам дека законот не е толку лош, не му треба толку многу промени колку што треба да се најдат прави луѓе кои ќе знаат како да работат во рамки на законот со минимални промени и кои ќе знаат да раководат моментално со институтот, а долгорочно, стратешки да се свртиме кон она што кажав либерализација на пазар за професионално здружување и право на избор на колегите за професионално здружување. Значи никогаш не сум за тоа да мора негде каде се, значи не сакам индивидуално може да биде. Зашто кога ги терате работите по закон да мора нешто да се прави, никој не го прави зашто сака, него зашто мора. Треба да го направиме затоа што сака и затоа што ќе има интерес вистински, некој ќе го застапува неговиот интерес во таа организација. Така. Се надам дека ова ќе стигне до онаму каде што треба за да се направат тие корекции. Генерално сакам да ве прашам сега околу дигитализацијата. Оно што го знам од терен дека се уште трошите многу хартија. Тоа е побавен процес на делување во фелата во вашата индустрија. Како стоиме со дигитализацијата? Тука тоа е генерален проблем на ниво на општество можеби и администрација општество. Да, се уште троши многу хартија, меѓутоа мислам дека сепак има некои чекори во правилна насока. Колку време ќе ни треба за да кажам да фактура, тие работи се тоа е веќе во зачаток, колку што знам, меѓутоа тука ѓаволот е во деталите, односно во начинот на кој ќе се имплементира. Зошто ви го велам ова? Затоа што номинално може да ви кажам дека имаат низадржавни институции мноштво системи, некакви дигитални преку кои нудат услуги. Добро, ние со управата сме цело време во комуникација, кај за нив може да ви кажам има 5 системи кои работат, 4-5, има поише 5-6. Зошто има 5-6 системи? Сега ако додаваме 6-ти, 7-ми, не знам кој поред таму систем, ништо не сме направили. Значи потребна е интеграција, холистички пристап еден, интеграција системска. Значи пристап за професионални колисници кои би биле ние сметковителите нормална страна од конкретната институција која зборуваме, еден пристап преку кој ќе ги добиваме сите услуги и преку кој ние ќе можеме да комуницираме со управата. Потребни се системи, потребни се процедури, значи не зборам само не е само да го направиш системот, туку да ја смислиш постапката на кликови, постапката на документи во самиот систем позадински. Па и кадарни луѓе кои што знаат да го И сега до тоа тоа ќе стасавме до најбитниот дел, потребен е човечки потенцијал, човечки кадар кој може тоа да го спроведе, веројатно тука е и најтесното грло во моментов општо секаде во секоја институција, така да дигитализацијата како ни е потребна, затоа што да се гушиме во хартија, се давиме во хартија, се сеќам има една мала анегдота, се сеќам со еден потенцијален клиент од Данска беше кога разговарав и ми вика човеков, разговараме за цена сега. Услугата и ми вели човекот, го прашам колку имаш фактури. Ми кажува колку има фактури, му кажувам цена, он ми вика па ја ако не го плаќам ни Данска сметководител. Вика многу фактури се.
Ка што ти гајле колку фактури се ти од систем, само на Ентер ги преземаш. Кај нас не е Не така. баш така, не баш така. Така да муабетот е значи многу понапред во што е многу нормално. Во многу земји, меѓутоа мислам дека имаме преземаме чекори правилна насока, меѓутоа темпото со кој се движиме е спор. Значи, потребно е малце да го убрзаме и потребно е, можеби малце похрабри чекори во одредена насока да преземеме и оној дел што е најбитен, пред да ги преземе чекорите, убаво стратешки да се смисли каде се движиме, односно не само да ги не само да нафрлуваме работа, не само да нафрлуваме нови системи, туку, како што кажав, од озгора некој да седне и да го смисли целиот систем од старт, како тоа ќе функционира и не само на ниво на една институција, туку на ниво на онаа држава што цело време зборат, да можат сите професионални корисници во рамки на еден систем да се опслужуваат разни услуги, рече секој од различна позадина и со различни Беа најавувани нови софтвери, нови системи на УЈП, еден од главните причини беше нека секогаш во овој период паѓа системот на поднесување на завршените сметки, па и други сметки кои што ги поднесувате во УЈП. Како е сега последните години? Завршените се од центра, мислам дека горе-долу окей функционираат, освен делот со ИСО, со институтот кој дефинитивно направи нели обструкција на целиот процес, тука не мислам дека не е вината во централниот регистар, таму окей. Во принцип она што ние го користиме како услуга, во најголем дел би било потребно да се апдейтираат системите на управа за воени приходи, бидејќи тие се сепак најстари и од наша страна најчесто користени системи, бидејќи се користат не само во рамки на финансиско, него и даночно известување, значи збориме системи кои ние користиме малтане секојдневно. Така да би имале доста фидбек што да кажеме во тој дел, но ќе го пласираме во рамки на некој формален диалог со управата, бидејќи си имаме убава комуникација меѓу таа институција и мислам дека има каде и кога да ги презентираме идеите што ги имаме. Едно од главните маки на оваа дејност е дека најголемиот дел од вработените сметководители се повозрасни. Се помалку млади сакаат да работат сметководство. И сега со овој дел, првиот дел разговорот, односно проблемите со кои се соочуваме, со она што го презентиравме, уште помалку ќе сакаат веројатно. Значи, видете, за да сака некој да работи оваа работа, или која било работа, треба да има баланс измеѓу права и обврски. Односно, ако веќе се товариме со обврски, во тој случај треба да има некоја надокнада која ќе прави да сакаш да работиш работата. Во моментов балансот е далеку од постигнат. Не се исплати да биеш сметководител на 20 години? Како што сега се поставени нештата и како што сега се поставени работите, јас мислам дека многу поголем проблем ќе имаме демографски за 5-10 години, него ли што и сега е проблем, него тогаш ќе биде уште поголем. Проблемот е многократен, многу слоен. Институтот само придонесува, за жал, наместо да го реши, испадна дека само придонесува да се продолжи проблемот. Тоа е тоа што тоа ми мене најголемата болка, наместо да направиме, како што кажав, заштитничка институција која ќе може да ги брани интересите, која ќе ги привлекува младите во професијата, направи уште една репресија, само уште поголема нервоза. Значи ние секако имаме една стресна професија, секако имаме една нервозна професија, бидејќи значи едноставно е многу пресметки, многу бројки, многу трчање. Да, многу бројки, видите оној зашто никој не го земава предвид е комуникацијата. Ти си во сите го мислат ова или нели да кажам предрасудата размислувањето е дека седиш позади бюро и куцкаш цела. Не. Има многу комуникација и комуникацијата е таа која исцрпува. Значи оние што ви ги спомна во 84 нотификации, тие се треба да одговорите на сите. Нема шанси да ги, значи не може да ги процесираш, ви гарантирам дека поголем дел од колегите не можат се да стасат, ни да го не можам да го прочитам, а не па да го ние не сме институција со 100 вработени, десетина вработени можеби имаат, 5-10 вработени можеби имаат повеќе колеги, толку е капацитетот да се спроведе се, на секој треба да му посветиш внимание и дополнително да искомуницираш измеѓу институција, односно измеѓу држава и стопанство. Притисокот е огромен, секако заради слабата дигитализација која е и во стопанството, посебно во микро и малите компании, тежок е протокот на документи, односно собирањето, што е главен проблем, што е главна болка, да кажам, од таа страна. Притисокот со рокови е огромен, пак ќе кажам, имаме меѓу најрепресивните рокови за поднесок на годишни сметки и цело време доношните поднесоци се си газат. Така да надоместокот за да работиш оваа работа треба да е многократно поголем за да воопшто се размислува. Додека тоа да се размислува за влез. Додека тоа не се реши, додека немаме некоја позитивна, пријатна клима за работа, тоа е најбитно, значи едноставно да не одиш на работа како викаат, да се враќаат назад. Значи да има една позитивна клима, која требаше, значи ние како комора цело време за тоа се залагаме, требаше институтот да ја поддржиме, и тоа не.
Напротив, додека не се створена позитивна клима, нема да имате нити решавање на проблемот со демографијата, односно професијата веројатно ќе продолжи да старее пред да почне да се подмалува. За овие проблеми и за редица други, информативната редакција на Телевизија 24 ќе продолжи да работи во периодот што следи, па ви посакуваме се најдобро и овие 4000 ваши колеги да си го добијат она што го имале и илјадниците компании на времено да си ја завршат својата обврскост, да имаат поднесено завршна сметка со што да не трпи македонската економија. Апсолутно, стопанството, буџетот сите. Јас ви благодарам за покривањето што го имате во однос на оваа тема и навистина се надам уште еднаш апелирам за побрзо решавање на барем краткорочно значи спреку законот на проблемот и потоа работа на среднорочно на медиумот и на оваа емисија која што е Аргумент плюс разработка на дневно политичките и економски теми. Почитувани, од мене пријатно, се надам дека и овој Аргумент плюс го задржа вашето внимание.